Професорке, како една од активностите на кои што работите заедно со архитектонскиот факултет преку проектот РОК, како дел од Хоризонт 2020, се активности за старата Скопска чаршија. На почетокот на нашиот разговор, ајде да не воведите, кои се најголемите предизвици со кои што се соочува старата Скопска чаршија? РОК проектот е голем проект во рамките на Хоризонт 2020, во кој што учествува 10 града. Еден од градовите, така наречени репликатори, е Скопје, заедно со Болоња и Лисабон. Другите 7 се градови кои што имаат одлични искуства и овие градови репликатори треба нешто да научат, да речеме, од тие кои што се градови пример. Скопје има доста амбициозна програма предложена и работиме на неа во рамките на РОК проектот, кој што е проект чиј акроним значи регенерација и оптимализација на културното наследство, меѓутоа во рамките односно поддржано, засновано на знаење, на креативност и секако воведување на нови технологии. Скопската чаршија 2008 година бевме многу радосни, затоа што го доби првиот закон, во кој што ја штити културната целина и ја прогласува, значи закон за прогласување за градителско наследство од особено значење. Тоа е највисок степен на кога зборуваме за целини. И во рамките на тој закон, значи е опишано прво, тоа е суштината на законот за прогласување на целината од особено значење, што треба да се задржи, нели? Оригиналност, автентичност, амбиентални вредности, блокови, урбана матрица, делот за наетите кои што се во рамките на суштината, етнологијата на чаршијата и така натаму. И тој закон препиша што не смее да се прави, а што смее да се прави. Денес, кога шетаме низ старата чаршија, ние сме изненадени од третманот. Прво, дефиницијата. Дали знаеме што значи особена вредност која што треба да ја негуваме? Зошто постојат воопшто институциите кои што се бават со вредностите? А ако сме донеле закона, таа е првиот пример. Мислам дека заедничкиот интерес на сите нивоа, централно, локално, зборуваме, институциите во рамки на централна, локална планирање, градење, одржување, меѓутоа уште повеќе истражување и она што е компетентност во рамките на другите институции, мислевме дека е добро да биде пример кој што ќе каже како и другите целини низ Македонија кои што имаат вредности од особено значење, ќе ги штитиме, ќе се однесуваме кон нив, знаете. Старата чаршија сега се повеќе покажува една, како би рекла, навидум неможност да се делува на тој начин. Во некои делови стихиност, во трети делови узурпација апсолутно на нечие право, кое што не се санкционира соодветно. Зборуваме инспекцијски служби кои што сигурно имаат добиено од конзерваторски центар кој што е задолжен да го наблюдува, да го истражува, да дава препораки, да ги прави сите елаборати, основи конзерваторски во рамките на плановите. Сигурно дали и за 2 објекти, знам дека дале решение за рушење, по кое што треба инспекцијските служби да постапат. Тоа гледаме не се случува, знаете. Гледаме дивење со така наречените тераси, кој е, знаете, општ случај во Скопје. Во смисла на докаде излегуваат, кој простор го узурпираат. Што е повеќе загрозено? Јадрата на чаршијата или контактните зони, трите кои што таа ги има? Она што е најбитно и што станува, како да кажам, предмет на непринципиелна, несериозна од аспект на професионалност дискусија е каде и кога може да се делува во рамки на чаршијата. Чаршијата има строга граница утврдена во законот како споменичка целина. Значи, таа е неделива. Во рамките на таа граница, чаршијата не може да ја цепкате со поединечни, да речеме, блокови на кои донесувате регулацијски планови и така натаму. Тоа е познато
нели, зборуваме и во теоријата и во практиката апсолутно на сите држави, а тоа и во законот. Значи, чаршијата мора да остане целина во рамки на своји граници. И третманот на поединечните делови, уличната мрежа, како примарна генеративна матрица препознатлива, блоковите, поединечните објекти, сето тоа е во рамките, пак велам, секакво поединечно делување на дел само, на блок, нели, од целината е опасност по целината. Има некоја тенденција дека сега и тоа може да се направи. Еве, ако можам да кажам, јас мислам дека тоа е еден од опасните пристапи. Тогаш не може да зборуваме за целина. Не можеме во рамки на било која територија, знаете, е проблем кога земаме само блок, знаете. Не пак за целина која што се гледа како кохерентна, оригинална, единствена. Нашата чаршија ја нема веќе таа позиција, толку централно градска, и тоа беше многу важно. Тако ќе ја поврзаме со останатите структури. Тоа е основното за да кажеме дека контактните зони се во функција, нели, на одржување на квалитетот и регенерирање на чаршијата. Навестувате, односно споменувате дека блоковските идеи за уредување на чаршијата се една од опасностите. Но како гледате на она што денес се случува на чаршијата? Менување на тревертинот, менувањето на излозите, овие интервенции кои што денеска се прават во низ. Сега тука да ви кажам дека јас не знам што ќе се случи со излозите. Не ја знам целата, интегралната идеја, ме разбирате. Знам дека проектот беше контролиран и доби одобрение од конзерваторски центар. Имам таква информација, што е добро, нели? Тоа значи дека е третиран дуќан по дуќан, значи не сите. Најстрашно е така наречено хармонизирање, унифицирање, една од опасните, би рекла, начини на делување во особеноста на чаршијата. Травертинот е нешто што е како материјал и препорачано од конзерваторски и преку конзерваторските основи. Чи во режимот на заштита, природните материјали на покривните конструкции, дрвениот материјал на излозите, каменот, травертинот на подните, на површините на улиците и плоштатките е нешто што се препорачува, знаете. Како ќе се направи проектот на тоа урбанистичко проектирање, конкретен за делот на тоа, е нешто друго, знаете. Меѓутоа, пак ќе кажам, има многу примери кои што тоа го прават во многу фина, да речам, показна метода, во која што во поголем дел е тоа современ проект, нели, архитектонски, во еден дел ги оставаат, али комплетно оригинално како изгледала таа некогаш. Не можете нешто што е пред 3-4 века, тотално пропадната калдрма, нели, да очекувате дека луѓето по улиците каде што имаат дуќани, тоа беше воедно и во анкетата една од првите работи кои им пречеше, а тоа е дека кај нив не се стигнува затоа што е пропадната калдрмата, знаете. Така да може да е заради тоа ова првата работа која тие ја прават. Значи, оттаму ли требаше да се тргне? Знаете што, од било каде да се тргне. Ја велам, ако паралелно се работат, секоја поединечна квалитетна интервенција може да донесе квалитет. За реализација на РОК и нивно практично применување треба уште некои работи да бидат задоволени во чаршијата. Ќе се вратам чекор наназад. Многу проблеми кои што се врзани со чаршијата се вперени кон немањето на детален урбанистички план токму во чаршијата. Кажете ми, какво е вашето видување, зошто ДУП-от досега не е донесен во чаршијата? Затоа веројатно ќе ви кажат, има доста добри соговорници, особено во општина Центар, има и во општина Чаир, со некои од нив сум работела. Чаршија се нарекува токму тоа, за да биде ексклузивно, работно, комерцијална зона. Стопанска зона, да крстиме? Комерцијална, да, работно комерцијална. Таму се работи, го гледате производот, тоа е убавината, се отвара сите што работат, како поминувате и на истото место го купувате производот. Прашањето на програма што и како ќе се прави, тоа е и РОК проектот, тоа се и сите други настојувања. Сега, знаејќи го сето тоа,
ќе бидам малце незгодна. Кога припишуваме закони од некаде, зборувам за сите закони, ние забораваме дека тие прекрасни закони функционираат во други прагматични и културолошки контексти, знаете. Најстрашно е, како би рекла, немањето на верба, дека ако нешто се сработи како треба, навистина ќе успее. Павелам и на сите нивоа дури. Јас како едукатор се сретнувам секојдневно со наоѓање, односно побудување на мотивација кај студентите, опаѓа секоја година. Значи, навистина се менува. Особено се менува во оние кои што со години се грижат и ги повторуваат истите работи, кои што се професионалци, истражувачи, чисто глас, како да кажам, речи си во некој случај не се случи. Очигледно дека и европската и светската заедница конечно имаат интерес да помогнат за еве го и самиот овој проект. Меѓутоа знаеме и за многу други искуства преку разни фондации кои што биле насочени токму кон старата чаршија, сигнализација, нели, утврдување на влегување на што повеќе невладини, давање на простор креативни индустрии и така натаму. Така да тоа се менува, знаете. Каде би го насочила, мора да се врати доверието, знаете, јас и ние имавме многу добра анкета направена со дуќанџиите, не успеавме да ги мотивираме да дојдат на разговор. Откако младите истражувачи отидоа да прашаат зошто, тие рекоа, знаете ли колку пати не викале и ништо од тоа нема. Веројатно тоа е кога предолго трае, знаете, приказната за волкот и јагнињата во друг контекст, меѓутоа мора да се подигне прво тоа. И секако да се знае и во хиерархијата на не само надреден, подреден за одлучување, туку и почитување на некоја експертиза, дека не може некој што нели случајно некаде е поставен, да не прашува некој кој цел живот го посветил на наука, на истражување, на грижа за вредностите во градителското наследство. Тоа е суштината. Професорке, старата Скопска чаршија е градски репер. Провокација за истражување на студентите архитекти, на професионалците архитекти кои што имаат можеби можност нешто таму да направат. Но ако вас ве прашам, ако имате моќ нешто да направите во чаршијата, имате средства тоа да го направите, имате, ќе речеме, и комуниколошки предиспозиции наклонети кои што ќе ви помогнат во реализирање на идејата. Како би се одвивал тој процес? Од каде ќе се почне, што ќе се направи? Јас две работи би сакала да направам, да можам, нели? Да речеме. Прво да ги откриеме местата со потенцијал кои што на одредени делови ќе дават нов живот. Тие се ги има, ги знаеме, рекогносцирани се. Со вистинско усмерување на активностите и повикување на одредени, особено цело време говорам, млади луѓе кои што таму ќе бидат присутни, ќе даде и нов живот на чаршијата. Втората работа која е? Она што пак велам, тоа е веќе пак генерално. Не може вие да носите мерки за заштита, строги, во целини, во наследство и поединечно кои што имаме објекти по градовите заштитени, а да не давате никаква помош како држава на тие кои што се корисници, односно собственици на тој простор. Не може мене да ми кажете, не може ништо вака да правите, ќе употребите најскапи можни материјали за санирање, да речеме, земјите има дури утврдено димензии на керамиди, точно кој е профилот, да речеме, на прозорите кои може да се употребува. Али ако е тоа интерес и на локалната, меѓутоа и на целата држава, вие мора да најдете механизам да им помогнете. Дали ќе биде тоа линија на кредити нискокаматни, долгорочни, дали ќе биде тоа неповратни средства, дали ќе биде друг вид, да речам, взаемно, нели, што давам јас, што давате вие во таков контекст на заштитување на вредностите,
не може само да прогласите нешто дека со режим на заштита е највисоко ниво, дека се треба да се најоригинални, најскапи материјали, а при тоа да знаете дека тој човек вади леб од тој дуќан и тоа едва и го прави за да ја прерани својата фамилија и уште му викате нормално дека тој дуќан без никаква подкрепа, поддршка исто така ќе исчезне. Благодарам многу.